натерал зборникот да се казва български. Тоа ги боли в Македонија. Што заглавието е български, што не е во книгава е. Ами тоа означава че колата ги влече во ловите. Јас на началото казах че българското возраждање, идејата за българска држава започна од Македонија. Ако е така, значи во ловите влачат колата. Да. Некој го ги накарал, тоа значи некој создавал со сила българи во Македонија, која е основната теза на македонизма, че екзархијата создаваше българи во Македонија. Да. Не, българите до Македонија создадоха екзархија. Ајде да слушнеме, имаме повторно зрител, одлично. Повелете, заповядате. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Искам да ви поздравя. Слушам ви с голямо внимание. Искам да кажа, че диалектите, това са богатството на езика на един много броен народ. Имаме си добруджански диалект, има си трънски диалект, има си македонски диалект. Това са всички български език. Искам само да споделя с вас, че голема е нашата обич към вас и голема ни е болката от отношението на Македонија сега към Българија. Така е, вистина. Нашето правителство, особено сега, е ужасно антибългарско. Да. Значи, кога говориме за езикот, треба да правиме разлика меѓу народните говори, диалектите и книжовниот език. Значи, книжовниот език го создават книжовници, учени хора. Ние немавме возможност да бидеме образовани на български книжовен език и затоа од нужда ги говориме диалектите. Немавме друг избор. Еве, имаме повторно гледаш. Очигледно сме им интересни. Тоа е многу добро. Бихте ли ме свързали с господин Сърбиновски? Повелете. Ајде. Ало? Да, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Най-напред, значи, понеже ми казвате повелете, вие сте българин, т.е. български македонец. Аз съм българка, не разбирам какво значи това повелете. Защо ми го казвате на сръбски? Кажете ми го на български македонски диалект. Добро. Еве, заповядајте, но разберете дека... Благодаря. Продължавам. Моля ви, изчакайте ме, за да бъда по-кратка. Ајде. Съжалявам, господин Сърбиновски, че ви се обаждам пак по същия повод, както ви звънях преди време. Преди 2 обаждания една госпожа ви каза, че говорите на сърбо-македонски. И така е. Аз тогава, като ви казах, защото съм ви слушала, вие говорите и владеете прекрасно книжовния български език. Защо не го говорите? Вие ми казахте, така ми казаха там продуценти или режисьори и така нататък, което не е вярно. Аз направих справката. Да, моля ви, чест и уважение към вас, а пред вашия събеседник поклон доземи. Баш ми е мило. Поклон доземи. Човека, прекрасен български македонски диалект говори и при това се опитва да говори нещо, което е запомнил, знае и така нататък на книжовен български език. Но неговия говор в момента е много по-разбираем от вашата македоно-сръбска реч, господин Сърбиновски. Умолявам ви от сърце, Македония е моя болка. Не сум против, така е. Но не сум јас баш такав голем специјалист да говоря български стручно, но ще се потрудиме. Важно е да нема меѓу нас проблеми, ваквите емисии да не сближва, дури и помалку да сте иритирани од нашиот говор. Важно дека добро функционира нашето предавање. Тоа е и целта на ова предавање. Тие се охричани и говорат наистина еден многу убав език, еден многу убав диалект од Западна Македонија. Сега да преидеме можеби на овие последни минути за она најважното. Имаме многу, еве уште 3 минути ми јавува дека има. Не влегуваме во НАТО. Повторно сме ван од НАТО. Што значи тоа?
Тоа значи изолација на Македонија за одреден период. Јас не виждам која политичка гарнитура би могла да го реши проблема со името, тоа е условието на Македонија, и да се откаже од македонизма. Јас верувам само во тоа, че треба там да дојдат нови хора, со нови идеи, со европейски ценности и да ги направат промените. Тази политичка гарнитура е создадена од структурите на полицијата и тие нема да се откажат од македонизма. Едно прашање, Кусо, уште две сакам прашање да ви поставам. Дали българската општност знае доволно за состојбите во Македонија, за тоа че немаат медиуми, врските се раскасани? Дали изопшто ги знаат сите наши проблеми? Видите, аз се потрудив, тоа ще го покажам на зрителите, тоа е одговор од Българскиот парламент. Сега немаме долго време да говориме, но ние искавме резолуција од Българскиот парламент да направи резолуција за осуждање на македонизма, или подобре казано за клемјавање на македонизма като злосторство направено од страна на комунистите и македонски и български срещу българскиот народ. Кам приложенијата ние приложивме, значи, со това писмо една наша статија Бъдештето на македонската българштина и статијата на Иван Михајлов Предателството на Българската комунистичка партија на българштината. Тоа е хубаво да се знае и да се направи тази резолуција. Ако се направи тази резолуција, ние можеме да очекваме дека Българија ќе стане на страната на българите од Македонија. Вака не е јасно на чија страна е Българија. Добро, исто за последно. Дали македонската власт иска искрена држава или иска да биде цело време привезок на Србија? Тежок вопрос. Не тежок, просто тие не искаха тези комунистички структури самостојателна Македонија. Сега постојано се држат на тој македонизам, просто не искат демократизација на државата. Така че, ако продолжат вака, може да се случи да не съществува државата, значи до там да се стигне, или да дојдат нови хора со нови идеи и да ги променат нештата. Што мислите вие? Дали и понатаму ќе существуваме или на овој начин ќе оди нашата мака до бескрај? Видите, значи, ако говориме съществување на македонска држава, тоа е балкански проблем. Значи има идеи мултиетнически држави като Босна и Косово и Македонија да съществуват или да се прават еднонационални држави на Балканите. Свака мултиетническа држава, например като Швајцарија, е проблематична од сигурносен аспект. Значи треба проблемите да бъдат решени и да не се налагат етнически напреженија во една таква држава. Да се стимулира хората към творечество. Таков е случај во Швајцарија, јас сум живеел таму. Иначе не може да съществуват мултиетнически држави ако се прави меѓуетническо напрежение. Во Македонија това се прави. Ете, ова нека биде за крај на ова наше предавање. Ми се чини дека беше многу интересно за нашите зрители. Се надам дека и друг пат повторно ще говориме за овие наши проблеми. Почитувани зрители, ето това беше се. Благодарам на поканата. Срдечни поздрави и виждаме се друг пат. Пријатно.